Акцијата, односно кампањата Разговори за обнова Македонија денеска не донесе во општина Чашка, каде што заедно со жителите на општина Чашка ги слушаме проблемите со кои што овие луѓе мораат да живеат секојдневно. Она што можеме да го видиме е дека буквално нити едно од ветувањата на градоначалникот не е исполнето овде на локално ниво. Немаме нити патишта, нити водоводи, нити канализации. Можеби нереалните ветувања за базен и спортски игралишта исто така не само што не се ни започнати, туку воопшто не се ни планирани. Меѓутоа, како што многу пати во минатото имаме кажано, воопшто не изненадува бидејќи единствено зашто ги бива овие од криминално-рекетарската банда на ЗАЕФ да лажат и ништо друго. Она што исто така значено да се напомене за општина Чашка е обидот за манипулација со граѓаните со отварањето на новата така речена албанска паралелка, каде што на еден криминален начин, како што насилнички, како што само они знаат, пробуваат без воопшто да се донесе одлука на Советот од општина Чашка, односно воопшто да не дојде до гласање, да протуркаат една идеја која што може да биде само за дневна политика. Имено учениците кои што живеат во неколку села во околината на Чашка, наместо да бидат упатени во најблиските училишта кои што се наоѓаат на помалку од 2 километра патување, тие се обидуваат на еден перфиден начин преку така наречено злоупотреба на децата да ги носат на повеќе од 7 километра во една школа, без при тоа да се запази нити една од законските процедури кои што нормално важат при носење на ваква одлука. Токму затоа ги повикуваме граѓаните да ги соопштат своите проблеми, а ние како ВМРО ДПМН земаме обврска тие проблеми да ги забележиме и за истите да понудиме решенија во предизборната програма на ВМРО ДПМН. Она што можам уште еднаш да го напоменаме дека Зоран Заев паѓа, а Македонија почнува со обновата. Ви благодарам.